Соединетите држави воведоа нови санкции против ирански компании и поединци поврзани со програмата за балистички ракети на оваа земја. До ова доаѓа еден ден откако Вашингтон и Европската унија ги укинаа санкциите кои беа поврзани со иранската нуклеарна програма. Санкциите се воведени против неколкумина иранци и мрежа на фирми со седишта во Обединетите арапски емирати и во Кина, соопшти Американското министерство за финанси. Во декември експерти на Обединетите нации објавија дека Техеран истрелал ракета со среден дострел, со што ги прекрши санкциите со кои на Иран му се забранува да лансира ракети кои можат да носат нуклеарни боеви глави. Вашингтон смета дека иранската ракетна програма представува значителна закана за регионалната и глобалната безбедност и затоа ќе продолжи да биде цел на меѓународните санкции. Новинската агенција Reuters јави дека американскиот председател Барак Обама ги одложил овие санкции додека траеле преговорите за ослободување на 5 американски државјани затворени во Иран. Обама го поздрави нивното ослободување, како и целосната имплементација на историскиот нуклеарен договор. Сега активностите на Иран се потврдени и може да почне да добива ослободување од одредени нуклеарни санкции и пристап до замрзнатите средства. А може би најважно од се што овој историски напредок го постигнавме преку дипломатија, без прибегнување кон нова војна на Блискиот Исток, рече Обама. Иранскиот председател Хасан Рохани во оценките непосредно пред објавувањето на новите санкции изјави дека секој таков потек од Вашингтон би бил пречекан со соодветен одговор од Техеран. Тој додаде дека укинувањето на меѓународните санкции отвара нови врати за ангажманот на Иран во светот. Сирискиот весник Ал Ватан оцени дека враќањето на Иран ќе означи почеток на нова ера на Блискиот Исток. Ова ќе има позитивен ефект врз Сирија. Укинувањето на санкциите ќе овозможи сите земји да седнат на преговарачка маса, што ги зголемува шансите за мир во регионот, изјави Тарик Ахмед, член на опозицијската Сириска национална партија. На ист став се ирачките аналитичари кои сметаат дека укинувањето на санкциите ќе придонесе и за поуспешно справување со тероризмот. Мислам дека тоа ќе игра позитивна улога за регионалната стабилност. Иранскиот влез на глобалната сцена долгорочно ќе има решавачко влијание и за ситуацијата во Ирак, вели Ватик Ал Хашими, аналитичар од Багдад. Некои експерти пак сметаат дека укинувањето на санкциите може да ја искомплицира политичката ситуација на Блискиот Исток. Имено можноста на Иран да донесе странски капитал и евентуално да доживее економски бум може да ја вознемири сегашната рамнотежа на моќта меѓу сунитските и шиитските групи. Тамошните берзи веќе бележат пат главно поради загриженоста на производителите на нафта од заливот дека Иран ќе извезува големо количество на нафта што ќе ја влоши ситуацијата на пазарот.